На пат за Витлеем. Денес продолжуваме да истражуваме иконата на рождеството Христово со уште два призора кои се во центарот на оваа икона, имено Богородица и цвејствата. На иконата можеме да забележиме како Марија е во центарот и е фокусна точка на иконата, затоа што без неа немаше да има воплотение. Без незиното да, немаше да се случи рождеството Христово и се она што следуваше во историјата на спасение. А Бог посебно ја подготви да биде чиста, непорочна, за да може во неја да се воплоти Божиот син. Таа го свртува погледот за да ја покаже својата понесност. Тоа беше чудесно, девствено раѓање со дејство на Светиот Дух. Кога Бог ни стана познат во тело, ниту ги прими раните на човечката природа, ниту Богородица претрпе болка, ниту Светиот Дух беше намален на било кој начин, ниту пак силата на Всевишниот беше отврдена, а сето тоа беше возможно затоа што се беше направено преку Светиот Дух. Така, силата на Всевишниот не се намали и детето се роди без да наштети на детството на мајката. Така ни говори Свети Григорий Ниски. А во горниот дел од иконата, во горниот центар, може да се види сина светлина, што представува звезда. Тоа е звездата што се појавила на исток во времето на благовештението и ги водела мудреците кај Христа околу 9 месеци. И тоа не беше вистинска звезда, туку дела на Светиот Дух, за да го покаже патот кон Христа. Се однесувала поинаку од она што научниците го знаеле. Се движела, застанувала, одела горе-долу, го менувала правецот. Некои велат дека тоа било Архангел Гаврил. Забележете како директно укажува на детето Христос. Свети Иван Златоуст вели: ниту една природна звезда не можеше да помине по таков пат, ниту пак можеше да свети толку сјајно напладне, но понекогаш стоеше и мирно на детето. Звездата пак директно покажува на пештерата. Тој толк зрак што го поврзува делот од сферата што ги надминува границите на иконата. Тоа го представува небесното царство, што значи дека звездата и тој зрак се гласник на светот од висините. Звездата ни го насочува вниманието кон Христос и укажува на неговата божествена природа. Навистина има многу длабока теологија и значење во самото истражување на настаните околу иконата на рождеството на нашиот Господ. Во источната црква ништо не е случајно. Секогаш има значење, символиката е богата и ни го приближува Бога. На пат за Витлеем.